15. K15. K15. Дека ме не доте мене, дека јас знам сега за пролет да ви лафам и за успомени мои, шо? Пролет, најубав период од годината, разбираш ти. Тука видиш како што може вака да се види екологијата цела набојала, све зеленило околу. И затоа ние многу го сакаме. Еми, не знам шо фајда од ја вака су залегна тука, викаш таа убаво некој ќе рече, видиш убаво, си седиш у травата, си сонцето ме изгоре тука. Не, мојата желба е јас малку сенка да фанам, бар една година да можем и јас да се потфанам нешто. И мајко му, ама Жешко удржава, фати, арно ти фати во сенка. Абе, ништо не функционира, освен ова приватизацијава, ништо друго не функционира. Како бе, батка, не функционира? Стопанството си функционира, земјоделство си функционира, фабрики, фирми, сира... Доста бе по уеставо бе дисани тебе, па стопанството, кај ти функционира? Види го дека одој со косара. И шо со коса? Убав си е човекот си работи. Цело време застарал, седал, оштри, тоа оштри. Добро де, од сабајле коси човекот треба се тупи тоа, бе. Тоа се тупи, го гледам да 2-3 пути сам оштри, да те видам дали у Германија него ќе му дозволи овака него. Па види, и со тоа руките так прави, види, хоп, и празне, хоп, видиш, убесто ти да ти текне тебе, не може да сите вас да би се слушаш, ќе земеш и назад кога врача и од тука ќе му стаеше да коса и на 2 пути ќе иде. А де оваквото? Слушај, шефе, ја мислам дека не треба и толку да се напиѓа за ова стопанството, па стопанството. Шубо ни овде в сенка, ладоина, јаде и не пие и не. Абе ти јаде и не пие не само тоа и да певалки би буваш тука, маго. Еве ги идат овие. Шо е ова сенка фаќање, бе, до кога? А на шо ви личиме ние? Ти сгоревме на сонце на онамо, не се издржува више. Вие овде у сенка ги не се печеме онамо. Кој сте вие, бе? Колку души сте? Што колку? 200 души сме минимум. Какви 200 души, бе? Ја само двојца гледам. Двојца? 200 сме минимум. Него имате рок до четврток да посредите нешто, ова више вака не се издржува. Ако не, ние доаѓаме после малку сенка, вие да се печете тамо на сонцето. Да ти кажам, овие вака така, ама уде што имаат право, да знаеш. Шо имаат право? Како бе што имаат право? Еве бе ти, Бацка, од кога си ти, кажи ми тука подсека и тука и си се залегнал? Дај тебе списта стварно нешто да се поради, бе. Добро бе, шо ни фали? Дај да си полежим уште малку шо. Еве ти го. Батка, немај така да збориш, ја и човеков заедно сме дојдени. Па заедно и ќе си одите. Што е тоа стварно, бе, разбираш ти? Па дај да има смисла тука, ќе се изорганизира. Ајде, и ќе дојде друг некој. Види го се одој со косата таму, види го. Видиш, че без што ти реков пред, тај шола. Видиш како, и дата му и дава му да коси. Па позади кој што брда со газот едно гребло ќе му закачиш, одма да ја собира, Добре да до сега вака сме работеле, си функционирало, зашо? Ба де си би амбициозен, ќе ставиш некој така и со таквото, и ќе ставиш некој попотентни, разбираш, и однапред ќе му закачиш и фенер, и довечер трета сме работи, па да видиме дали ќе да е у криза стопанството. Така ли е оваквото, бе, разбираш, имате? А де, види го, заспа се. Како да го тргнам да си одам?
Ај викни го министерот за здравство, глава почна да ме боли, дај да аспирин, дека дојде овој за фидаси и да плати бе тука. Слушаш, ај ти си за сообраќај, дај да вилюшкар донеси да го дигнеме овој, вака не си иде ништо. И јас со кој сум фатил работа, разбираш ти, па ова булдозер не може да ме тргне од тука од сека. Дај вака тој свет тоа. Море, овој ќе ве сменит. Проблемот убаво е вака да кажем што ме подсеќа. У кафики сега не изгледа не многу порано, тоа се одеше, убаво беше. Сега шо? Сега вака што е, матурите паѓат на памет, тоа се актуелни, слушам вамо тамо, носат, одат едно друго. Ние сега шо? Мојата генерација, тоа 10 годишни све ославеме сега и све има некои типови се муват сега, се палат на млади девојчини, разбираш ти, тока одат тамо и муват, прават све, меѓутоа многу знае некои глупост да направи. Сега ја не сум многу елоквентен да ви расправам за тоа, најубаво да друг да ви расправи. Фа. Вчера ветка влагам у база, се паркирам на шанк, наручувам доза нормално и почнем да аблендуjem на околина. Која на маса до ВЦ гледам другар ми Перо гнеса како бута глава кај една грудка. Со Перо гнеса батка заедно сме од копилјаци. И толку добро го знам што кога ќе прдне го осеќам по звук дали ќе му остане кафеава на гаките. Видиш. А и он исто многу ме сака. И стално кога ќе ме види ме труе со конструктивни муабети, баш пред некој ден ми расправаше како му се прави кеф кога ќе пушти вода и кога ќе го испрска од оздоле, разбираш? Дек си бре точно да ево, а? Кај си ватка? Ајде. Меѓу време ватка, нормално дремам на шанк, сум се заболил во една тачка и таман да ме одведат мислите у неповрат, заприметувам Перо гнеса како ми даде ишерет со рука, усилу шоте нема, разбираш. Ја напуштам шанк нормално, идам на маса тамо и кога се доближив батка, ми успори пулсот и паднав у немилост. Се работеше за плава грудка со изразито црн корен, на фаца уметничко дело Дуборез, да го види некој зогрев, може да падне у несвес. А на двата краја Дуборезот завршува со мингјуши у облик на кајгана. Горе парфем Слънчев брег, под мишки скуп творова, а доле сукна, да нема дилеми дека е женско, под сукњата нели хулахопки, а под хулахопките локни, али природни. Точно. Кај си бе? Кај си бе, батка? Добро бе, батка, ја знам дека Перо гнеса не видел муж мова и дека му реагира на промаја, разбираш, али ова беше претеризам. Од една иста таква, комшијата мој фати печурки и месец дена човекот дома се шеташе у сукња, разбираш. Кај си бе, Пошо? Кај си бе, батка? Покушав да му скренам пажње, нели, али Перо гнеса батка имаше сложено фаца као тетреп пред сношеј и едино што ми остане е да се молам да не попие нешто на гладно срце. Разбираш? Дек си бе, Тоше? Батка. Ването виде ли го? Не знам, види, може да е овде. И затоа, батка, никад нема да се палиш на комбинација Слънчев брег и мишки. Затоа што може да закачиш нешто и да се видиме инфективно, у мини сукњи, нормално. Не е тука, батка. Ајде, пријатно. Исто многу важно беше тогаш и вака утисок оставаше кој како ќе се појави на бало на матуранти, разбираш ти тоа матурско вече што го викат. И у моето време не беше како денеска. Ја имаше една партнерица така што се вика најнапредна умисте, најслободумна и вие другарчините што беа, они сите љубоморни беа. Тогаш друго време беше, никој не може да ја потфанеш нешто во да беше боже сачувај тоа. И кога се фанаме у орто, ја пошто сум многу прочуен вака игровоци, имам лесна нога. Аз играм сите че помене тука, разбираш ти. Опа, оно, ми ги согазива само по сандалки, ја бе лесно облечен доле, чорапите ми ги сокина од љубомора се тоа. И тоа ми беше збора вака, разбираш ти, денеска тоа на партнерицата требаше да се посвети адекватно внимание, купиш нешто бележичка, воа, нешто друго. Додека денеска не знам дали има такви обичаи. Денеска младите баздисуваат тука. Шо и знам шо работи тука. Баш би сакал да видам јас како денеска си тие обичаи.
друго време. Ало, здраво. Ништо е, чисто ми се нервирам, знаеш како е низ дома, да. И го колна мојав, да. Абе, у сабота матурска правиме нигде го нема, нигде. Цел терат на мене го остај. Па и ова Жешково кај пукна, бе, леле, не се фаќа работа. Да. И тоа што викаш бизнисот и само бизнис. Ко се фатил со тоа парите, као слеп за стап не може, синки, ке умре без нив. Еве го изгледа, иде. Слушај, ај ке се чуеме, у сабота ве чекаме, да. Ајде, ке се видиме. Ајде, бе. Здраво, женче. Добра ли си? Здраво. Што правиш? Шо прам? Низ дома шо прам. Куќава лом, не знам кај ми е главата, ти со кутииве важно, шо е ова? Самсунг? Како сам си, а овој позади тебе, шо е, воздух? Амори, Самсунг, мајсторе ти е. Па клима уред ти донесоме сплит систем, че монтираме. Бог да чува. Од Сплит мајстор за еркондишн, па ние, божам, неаме овдека мајстори, нели? Абе, ти море разбираше Самсунг. Белмак медија го одбра најефтинот и најубавиот моментално клима уред. Цело време ми кукаш како е Жешко дома, како го се не ни влеват за матурската, човек нема да ни дојде. Ево го, мајстор, сега за 5 минути ќе го намести се че... Мајсторе, дејак стакш молим тај намести го. Дај да оладме ва, гледа колко е наапана. И пак реч ми не сум домачин. Домакин ти си ми бил, абе, леги ристе и цвета од 6 спрат. Абе, за матурскава се у сабота што ќе ја прават. Го окречија цел стан. Купија нов намештај све, 2 персиски килима, абе, ајде бегај. Ами не су ја сељака, ние додам у Персија намо да купувам чилими. Ако одам там, чувам Джо господин бре, да се прошетам, да се одморам. Нечу после на враќање за 2 чилима да ме заебава таму персијанците на границата. Ево ти пари, шо ти треба, оди купуј си, тука има. Абе, не се оди купи си. А кој ќе ги носи, не сум ја амал? Шо ќе ги послушаме гостите во сабота? Кажи, ајде. Ами не, торкто што спие, цел ден шо не го разбудиш, дојде да купе нешто, да испазаре. И салами, патлиџани, крстовици, шо требе. Ами не ли гаш што јас сум цело време зафана? Добро бе, старо. Шо е бе ова у 3 сат поручек у ниедно време, бе, галамење овде? Ај, мене шо не ме ставате, на гас не ме ставате. Комшиеве ќе ги споразбудите. Убав на мајка, сме го разбудиле. Леле, што ќе правиме за поклон, кажете? Што ќе купуваме за матурска за партнерка? Дебре, тоа ли е за секирање, мајка му стара? Ми шо требе, тоа ќе земи ланче, бележичка, ако треба и двете работи и земе заедно, шо? А замисли они нешто поголемо да му купат па да се обрукаме. Ај, праше го да виш кај работи таткој, праше го. Кај работи татко бе? У влада, вози мечка, црна, нааму, натаму. Добро бе, зоти не кажујте ми. Стварно не смеем се обркаме таму. Слушај, оди имам у задниот джеп наму 100.000 марки. Извади 17.000 марки, кола ќе купе на партнерката. Оди, синче, мора се покажеш кавалер. Но мама, кавалерчето. Се покажеш? Ајде, ќе биде се. О, матуранти, стигнавте ли? Ајде. Леле, што сте убави, пу да ве серат кокошките. Види ги матурантите, машала. Ајде, добро дошле. Ојте. Тоше, ова партнерката ли? Тоа е, ова ми е другарче. Јас, која бе матурант, 2 партнерки имаше. Старо, знаеме све приказката си имал 2, си отишол со една. Добро, ти татко ти да го поздравиш многу од мене. Јас на изборите за не гласаш, да му кажеш. Ја ќе му кажам уствари, ќе се видиме ни секој, ќе се упознаеме. Ти на кого беше? Слушай, Маринко. Друга работа да ви кажем. Сега, ви сте големи, више пораснате, осамосталени, што вика, академски граѓани, зрелост постигнати и сега не треба више да се стегате. Слободно запалите си цигарче пред нас, сите сме возрастни сега. Тоше, ај пресрами ги ти другарчињето. Абе, старо, ја ги остив цигарите уште од прва година, бе, кога ми абортираше женската прв пут. Добро де, Ја ги може запалам. Да, де. Ајде, шо е во бе, качак ли ќе пушиме?
Ами ните до вано више не пуше вакви, бе. Жено, дай от тия црвените, ай от ваквото от фришопа текнеш и донесла тия министри цигарите. Я двојца министри цигари ми носат ваквото. Шо ми беше за... Јас сум многу съвремен, иначе да ви кажам. Ај бе, не го тупи, аман. Зошто бре, синче, па? Ние сме домачинска куќа, сакам да кажам на партнерката нешто. Ние, звое, значи девојче за нас многу голем момент и многу голема свеченост и узнак вака на една мала пажња према тебе и твојата фамилија, ние решиме една кола да ти поклониме сега за матурската, вак да се воите со Тошо малку. Сега не е када татко ти, ама... Шо рече татко ти, шо работеше у владата? Шофер? Шофер? Шофер. Видоте како денеска тоа да коли покланјат во оно, јас знам дури случаи што бева тука некои и станове им имат поклонувано на партнериците, меѓутоа незадоволни отија претам, вика стано не е од бетон, не е си допаѓало и шо толку инвестиции за бадијалам, разбираш ти. Виш, не е сите тоа, други па да речеме у моето време немаше шо, главна работа беше некоја женска да се фане во оно, али многу тешко одеш тогаш. Шо имаше? Тројца шизици дали беа? Тие пака че е фана да ни расправат вака нас лигните, че разбираш ти. Ја не можам да се пофалам оти су бил голем женкарош, ама за тоа имаше тројца шо бева стварно, мислам, оно дечки, модерни, све дотерани, 2-3 лафа и кутка готово. Здраво, бе, честа е бе 10 години од матура и не знам, пошто моите сите другари ми са бизнисмени, вие знаете дека наша генерација све сме успешни бизнисмени и како да ги дајдам, си викам, го земав овој најновиот именик што е АБВ на македонското стопанство за 97-ма, тука има броеви од сите предузеча од цела Македонија, да ги дајдем, мисля вака, да си поемоцисаме спомени малце како било матури, екскурзии исто. Па това бева, викам, ова матурски вечери и екскурзии све, кој идевме тамо, се сеќам баш со Тошо што парче сме правиле, идеме со Тошо, ќе фатиме Дишка бања, ово Кубровец, па то сите што се политичари се то пола школа тамо има тучено, али то не е тема, и онда Плитвички езера, Дубровник, и тука да Приборе ово оно, и то да видиш со то што имаме па риби ова, пошто ја и бевме многу големи шизици и само ќе се уиграме и си правевме баски од мене ќе ми намести, ја да него и това, и стално овакво сме бркале риби мислам, и то. Се сеќам, 80 не знам која беше, на плажа тамо кај Баби Кук, ја и Тошо, успидо гачици овака, дошалатно шатирани на шишки, и овака и Тошо зима гитара, и само што ќе почне да свира, дъг одма женски тука пар комада околу нас. Сега, имаше и наши, и домачи, у зависност од то, дали Тошо свираше домачи или страни песми. И док Тошо свираше, ја обично и покажев трикчиња со жигици ова, и причав вицеви и доскочици, и само вака ќе видам некоја и само дъг, ќе ја залапам и готово. Ние двојца сме за женски тата-мата, нарочито мислам ја и Тошо. Се сеќам имаше една така многу згода, че се испотепавме со Тошо кој да ја чари, али откој се издепилира, видовме дека има таки доги и не ни беше више занимљива. Штц! Баба, за колку го лижеш? Беја бе, селјак еден. Ете, гледате, они не разбират, видо лепо ја питаш за сладоледот, а они, мислам, тоа е доказ на наша генерација, мислам и све тоа. И кај ми беше збор, да. И со Тошо така, мислам, ја се сеќам, имавме многу и успех, и кај риби и све овакво, и тогаш еднаш ја прв пут сум се заљубил и можам да кажам дека тоа беше мој првака неуспех со риба, али зашто? После се успостави дека ја уствари сум бил многу искрен. Најбе, имаше една цура, се викаше Ефтинија така, и све мислам онака да правевме еден аранжман што се вика, се договор, се беше договорено да се чариме, и онака ја пусо треба, она ми доваѓа, и ја и викам Ефта, ја гледам овака директно у очи со сузи, и викам Ефта, кога не си у близина, де би са сите овци на број, и давам цвече, она би го опаша цвечето од глава, разбираш, и си забида овај. И то. Слушај,
Абе и Тошо беше шизи, го гледав са бале со една поручек со друга. Му викам Тошо, шо вака бе батка? Би вика Биле, слушај, бењам Флора и то. Иначе се сеќам голем шизи бе, да екскурзија која бевме, со една тргна тамо на кај шатор и го гледам, викам, батка ово, го гледам се врача, му викам батка, Тоше, шо направи? Вика Биле, слушај. И го симдав, вика, прслукот, и ги симдав чорапите, и ги симдав гачите, штипалките ги оставив да висат. А табат мислев дека му дала. И му викам, абе Тошо, де е битно дали женска ти се свиđа, битно е дали ти лежи. И тоа, али и покрај таквото наше понашање, онда сите ујде денеска не ценат и сите кои ќе не видат, ди викаат, браво, алал дека вие, а ние викаме, фала, и да ваша глава. Еве го Тошка, баш се и причам овдека на телевизорот, како на 10 години кога бевме на екскурзија тамо, како сме правеле со риби ово. Сакаш да викнеме една песма? Да не е незгодно. Не, ајде. Ајде, нашата шо највише што ќе ријевме, сакаш? Ајде. У истом стану живимо, топлу постелю делимо, исто нас вино опија. Ипак смо далеки ти и ја, ипак смо далеки ти и ја. Лаку ноќ, драги! Лаку ноќ, миле. Такво време беше тогаш, знаеш како ти е. Некои нурат девојчина, некои школото гледа да го завршат. Ја кога бе 4-та година, бе да кажем вака многу совесен и све тоа, и очо бе многу поштен, ме ставија за благајник ме турива и вака се сеќавам, вака све се отчетам дека треба до динар, всичкото тука, све се плакеше на време, едно друго. И последниот час кога беше тука не прашува наставникот, вика кој шо сака да биде. Ја голема амбиција имаше министр да станам, разбираш ти. И ко ми викат вака шо, и викам јас онака малку скромно, до душе и срамежлив бев. Многу викам, јас би сакал за политика да си бавам министр, да бидам ако може во оно. И наставникот ми вика, слушај ти, Блаже, од тебе министр не бива. Оти викам ја наставниче, оти викам, за шо е работа, вика. Многу си поштен ти. Вие не овакво, и шо излезе управо да ти бил наставником. Денеска такви кадри нема. Само и лажат младите тука. Иде Миljković! Седите, ученици, добар ден. Значи, драги мои млади господа ученици, дојдовме до крајот на школската година и мене ми е задоволство што ете во изминалите неколку години јас ви бев класен раководител, ви бев професор по двата најбитни предмета, енглески и македонски, нели? И сега на крајот са, можам да кажам, оценките више заклучени, билансот е сумиран, така да ни остава само мала формалност да се испратиме и... Ајде, кажи. Ја да одговарам енглески, ако може да поправам единицата, сакам да се запишам у школа. Епа, јас више реков дека се оценките заклучени, или пошто ти дете на мој пријател повели. Ја англиски мислам многу сакам и научив се за денеска песни, две. Ајде. Mr. Postman. Good morning, Mr. Postman. Tell me true. Have you any letter for number 22? 1 for your mother, 2 for your father, 7 for your brother and 3 for your sister, 22 е тоа for number 22. Thank you, Mr. Postman, you are very kind. Па види сега, млад ученико, ја мислам дека тоа не е доволно, нели, за да се поправи твојата слаба оценка. Имаш превише мексички нагласок, можам да кажам, така да... Наставниче Миljković, може уште една помелодична? Ајде. 1 little, 2 little, 3 little Indiana boy, yoy. 4 little, 6 little, 5 little, 7 little Indiana boy, yoy. Yoy, Indiana boy, yoy.
Ана мој. Тоа е веќе нешто ученику и тоа заслужава не само двојка нешто, него и нешто повеќе оцена и тоа ти ќе го добиеш. Фала наставниче Милковиќ. Нема проблем. А сега младиот господин ученик Тошо ќе ни ја прочита писмената негова вежбата, која што он беше прогласена за најдобра у нашата школа и со која што ќе се представи на меѓународниот надпревар на матуранти по македонски јазик у Брисел, а јас после ќе се осврнам малку со една мала рецензија. Мојата земја. Македонија е една од најубавите земји на Балканот и јас сум многу среќен што сум роден во неа и затоа сум јас македонец со државјанство. Македонија во моментов се наоѓа во период на транзиција и поради тоа многу често доаѓаат странски делегации и со нив уште поуспешно се одвива овој процес. Во Македонија пред известно време се одржа издружено тактичката интернационална вежба Спасител 97, на која покрај војската на Македонија учествуваа и војски од Грција, Албанија, Америка и Умпрофор. На оваа вежба уште еднаш се потврди решеноста на Македонија со сите сили и до последната капка крв да се бори за мирот, интегритетот и независноста заедно со војските на Грција, Албанија, Америка и Умпрофор. Македонија има многу езера, фирми и хидроцентрали кои успешно се приватизираат, а има и многу природни убавини. Мене како македонец ми е чест и должност на сите избори да гласам масовно, а природните богатства ја прават Македонија уште поубава. Сега, професоре, тука сакав така за крај да ставам парола напред Македонија или да живее Македонија. Тоа сакав со вас да се... Погрешно, нема потреба, тука треба да стои на крај да живее нашата земја, да живее напред нашата земја и така натаму. Види сега, јас што би имал тука една мала забелешка, би сакал сите да обрнете внимание на тоа. Многу е јасно дека ова е нашата земја и нема што толку да се инсистира на зборот Македонија да се употребува тука цело време. Ти македонец ли си? Да. Чим си македонец, значи се подразбира дека ова е нашата земја. Така? Добро, професоре, а овде Грција, Албанија и Добро, ти грк ли си? Не. Албанец ли си? Не. Онда се подразбира што? Ти си македонец и тука си пишува нашата земја, тие пошо. Ти не си грк албанец, тие земји мора и да се напишат тука. Добро, со мали исправки, ја мислам дека ќе имаме убава можност ова писмена работа да не представља на надпреварот по македонски јазик у Брисел на матурантите. А сега, тоа би било всушност и крајот. Пред да се разделиме, ја би сакал само малку едни така неформални разговори околу тоа кој како си е свачи, кој како си е замишта својата будуćност. Ајде прво, господјицата од прва клупа, Славица. Не знам, татко ми ме запишал у некоја школа у Лондон. Ете, видите, младата господица Славица по самиот нејзин изглед се гледа од она веома лепо следи модата, истетовирана со тетоважи тату од мастиките Бабл Дабл. Да, а сега идеме у последна клупа на младата господица Ѓурџица. Не знам стварно. Најверојатно архитектура, али ќе видам. Ќе размислам, имам уште малце време, па така. Многу паметно во секој случај, покрај тоа што во денешно време работа за архитекти, тешко се навоѓа. И сега другарчињата господинот Млад Тошо и господинот Наке. Ние, наставнику, ќе се занимаваме со бизнис у нашата земја и ќе отвориме јавна куќа. Па тоа е многу храбро од ваша страна, па вие знаете ли колку средства ви требаат за да се активира тој бизнис? Немаме средства некои, за почеток ќе почнеме сами. Ќе работиме само ние двајца, па после ќе почнеме и да се шириме. Ете го последното звоно и тоа го значи крајот на нашата дружба. Јас се надам дека у животот уопште не е и понатаму у будуćноста ќе се среќаваме. Многу ви благодарам. Пријатно. Бидете ми здрави, лепи как што сте се. Јашо не стана министр, не стана,
Не ми е многу криво за мене, ама у моето време имаше и многу вака бистри деца шо се. Бистри, оти системот не дозволи они да излезат на површината. Вамо светално некои квази инженери, разбираш ти, тука и форсират тука една со една што не може да ја врзат. Во чаршиска школа исто денеска многу е важен фактор, разбираш ти. Ја какви луѓе познавам тоа у два маха вака так све ќе исправат и држава и све. Ама не им дозволуват, ја не знам што е во бе. Љубомора изгледа некоја владее, да видиш ти како тоа само со една чиста мисла се наступа. Ја види го во сега. Гледај. Мелина да ја гледаш, душа, бе. Ни да те излаже, ни да те украде, бе. Да ти кажам право, по цел да си седам вака и джосот човек муабет си прави. Преже баш правеме муабет за вија матуранти сега што терат 20 годишнина, 17 годишнина, воа, ноа. И гледам сите дотерани одат наваки натаки. Ми се преварди криво да ти кажам право, ја неам и старано ни на година така. До душа, ме канат колегите сега, лошо е да грешам душа, и на 41 од 17 годишнина ми вика, и на 20 годишнина. Ма не е уигун, како да отидиш кога не завршиш школа. Абе, многу ме мрзеа професорите, те ме мрзеа и стално ме кутка. Една година по 3-4 години ја оде. И на крај више дојде до 4-та година, ајде, лека по лека, и се реко, че биде татко, сега ќе ја завршиме. Па почна да ми текнуе, чепнија ва, чепнија на, а класната не беше уигу ниш да ми рече 3 години помала од мене. Сикам, цацко бега од тука, ва, работа не била и секундарно од мене пушти. Ама не ме е криво да ти кажам. Чаршичко школа имам и многу јако излезох денешно од чаршичкото школа. Така некоја седам и си мислам да му има мајката колкава беше голема таа Југославија, неко се поштуеме, пои се сакаме меѓу себе, се помагаме со надоем. Се една педа земја да сите искарани, еден со друг очите нечем да се види. Сикам, шо може да биде причината, ако веруи за 5 минути ми текна. Ама мене ми текна, со чаршичко школа. Шо не му текна на ние инженери, има толку доктори и завршија политичари по цел ден акат наму седат расправат за воа за ноа. Оти ним не му текне, шо е работа, зошто не може народ се сближи. Штафета не сближуеше, не унадуеше. Кад ќе ми текне, колку беше тага Југославија. Наму од Джевџели до Триглава трчеме, не па сега Македонија една педа земја, 300 км околу наоколу да не може да ја изтрчеме. За 2 сата ќе ја изтрчеме. И шо нема ни трошок, шо има една прачка треба да се направи за штафет, се поизделка малку и 2-3 кила сок што треба на во деца да му се дадат, што ќе трчат, што ќе надуват натаму. Али народ важно, че се сближуе, че се засака, па нека дојдат тоги вие грчишти и бугарчишта, нека прават Белев да ја видам, па ја прв чајба мајка му. И знаеш убаво, че види тоа, вак сега си ја представувам вак сликата на стадионот, сите собрани тоа пано народ тука, да чир таму седнат и некој машко или девојче, некој кој е позаслужен, поле свичките, так, догоре, еба си штафетта за оваа година. И народ ќе плуската радуе, и знамињата веат, и патриотизам, и воа, и ноа. Баш 100 денари карта може да се наплати тоа, и буџет се нападе, и трошкови се извадат и се. И на крајот на краишта, не ми е мене, за мене, не ми е мене и за младинта да речеме. Абе, за вие ме галабите, бе, нема кај да излетаме, бе. Да има штафет, па тоа ќе и пуштиме на ваквото, на стадионот има се изналетат, вака за Крзлавеев, деа. Ма нема на кој да му текне. На кого? Само седнативија нашите политичари по цел ден заседават таму седници воа, но само власти упајте му умот. Сами видоте каков голем човек е вие, ама на жалост не може сите да бидат вака талентирани и све тоа. Тоа е еден од децата ако го има. И затоа сите тука настојуват денеска и им забрануваат на децата, нема укафики одење, нема воа, нема она. Зошто? Да може да се упишат у школа, да бидат адекватно образовани утре, ако може тука да допринесе државата, да пркне вака, да излезне све тоа. Не тука шо е тоа. Еве кај нас тука рецимо 2-3 имаме млади агрономчиња тука да видиш што е шо е, ама тоа сака труд, да земе, да се работи, да се учи. Ја Мамбе, миле, шо прај, седи да се напиеме по една, не сум ти одамна. И ке седам да ти кажем, Божем, да освежа тарасава сојла тоа да ба, де биде, денеска, дер возе сум, ке убијам теко.
Тебе бъди, жабар! Дай 2 гурмански да шприцер за миле овде. Шо те мачи? Да ти кажам, вчера праве овакво. Рекли пред некој ден полуба турска на Балиот, заврши 8 оделение, све сречни едно друго, прославивме се, шо сакаш бе сине, сега би вика, сакал средно медицинско да учи. Проблем ли е, викам се стаја, ако сакам, абе, рука ке сечам, свакаш, идеме да го упишеме ово, то голема конкуренција да ти било, па то лудост, и викам како ова мртна бара пријатели едно друго, и би дојде да викам, познат вака гостта боде довеа, викам, нешто вака бе, викам, многу тешко, ово, оно, ако може, вика, дай, вика, 5000 барки да проба, вика, баба, зихер да биде, зихер, и вада во джеп, ти знаеш на пете, цак 5000 барки, вика, не кажу и да дикој, че го има да спису. Врија, ај, и вчера, малиот као кимало резултати, вика, иди одака, види горе, знаеш, демек се готово, ја јагне ручек со жената, тука кеси прајбе, доаѓа овој, вика, тато бе нема на список, ја вика, ајде, список, бе дупи, знаеш, планинска си, бе левекото. Тебе, вика, бе, и знаеш, палци, ај види уште еднаш, иде, се враќа, вика, бе нема. И ја ќе губја, од че го пријавам у полиција, слушаш, еве, ти си евреј, тебе ти изгубат 5000 баки, па ќе го орадам тука, бе. Еве го иде. Леле, ќе губјам, да знаеш, тъж бежи ти баке да прабит си ден. Ајде, добро вечер. Здраво. Батка, ајде да частиш. Ајде. Што да часта, бе, дели ти е срам тука 5000 барки ви зимаш, бараба еде те пријаву полиција тука, митолог ти едет, и овакво. Добро бе, чекај бе, батка, нели се договоривме, завршена е работа, шо? Ту ти бе, еве сега бил балио, тамо го нема да список, што ќе се заебава бе тука? Абе, како го нема бе, батка, не знаеш у какви дупки влагав тамо, ја го запишав на список прв е бе. Абе, ја мислев ти си поштен човек, шо е прасе, балиот ли ќе ме лъже беде? Ајде идеме тамо у таа средното школо, да видиме дали е запиша тамо. Па какво средно бе, батка, ја на факултет го пишав бе, на медицински. Стварно? Да бе. На медицински? Да. Па ајде нека учи факултет, дешто да, колку да учи, да не се шетат по улица, се дрогират, вамо тоа, разбереш? Ај живели. Жабар! Ај викти тамо. Жабар! Жабар, дай още шприцер за човек. Тоа беше, дека ме не додате са баш пене, јас да ви разправам за вие работи. Гледате, не су голем стручник. Шо су ја голем стручник? Оти, знамо ти, Оделото него чини човеко. Човеко сам, ако не е он, тој нето содржините што е човеко сам е тоа е, мислам, правата величина. Не е воа бруто што е со одела со све, ќе ги видиш, да. Тоа е, кој ме разбра, кој не. Ќе се видиме, морам да одам на енглески, извини. Ти сакаш бакнеши, сакаш милувања, уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш бакнеши, сакаш милувања, а прочем сакаш да те лежам ја. Уствари сакаш да и одак то. Батка, плесни го фаца, бе, не се понашај ко бајага. Можда покасно, чидам сеат да го избачам куќето у парк. Абе, зашо го мочаш у парк? Ја моето стално го мочам пред зграда тука. Па ја неам зграда, треба у двор да го мочам, па одак цвечето ни вене. Абе, кокичи да